од 1 јануари ќе има казни и затвори од земање на автомобили и ќе биде ставен во функција системот безбеден град. Тоа се оние камери кои што ќе забележуваат прекршоци. Вели од 1 јануари 2026 година започнува да функционира проектот Безбеден град, со кој преку уличните камери ќе се регистрираат сообраќајни прекршоци, а казните ќе бидат драстично построги, вклучувајќи и затворски казни и трајно одземање на возилата. Ова го најави денеска Панче Тошковски. Ме интересира баш мечка, сакам и од правен аспект да го искоментираме. Најголеми реакции во јавноста предизвикува моментот околу одземање на возилата, што е приватен имот, што согласно устав не е дозволено. Гледам некои познати правници, луѓе кои што пишуваат, коментираат околу правото на социјалните мрежи, Јанаки Преска го читав. Вели тоа не може да се спроведе без промена на уставот. Прашање дали во таа насока може да се промени уставот. Противуставна е мерката, не може да се согласам или не согласам, противуставна е мерката. Правото на приватна собственост е загарантирано. Не, ова е само за избори им треба сега за да кренат ред. Инаку е противуставно. Че ние имаме и супранационално право. Веш ти да измислиш нов тип на устав, му текнало на панче, утре ќе каже ај куќи ќе зимаме, станови ќе запленуваме. Значи, у принцип, ништо друго освен пиар операција и плашење на мали деца. Не ли гледаш дека цело време со закани иде? Не може да ти одземе државата ништо. Може привремено да обезбеди предмети, а не може да ти одземе трајно, бидејќи согласно устав правото на собственост е загарантирано.